Елена, дали се доживуваш како секс символ? Јас најмалку се доживувам како секс символ, иако често така сум представена. Многу наслови имам прочитано такви за мене низ новините, но она што го разговарам јас најчесто и со блиските мои пријатели е кога ќе се спомне нешто такво и викам јас од секс немам во животот за да си дозволам такво нешто, многу мина како секс символ. Да, таков е впечатокот кој што го оставам, но не секогаш е така и во позадина. Ти помага ли ти одмага тоа во кариера? Кога те доживуваат така, некогаш те нервира што луѓето секогаш гледаат со такви очи на тебе, но онај прв печаток кога ќе ме запознае секоја лично што не ме познава, и гледам да биде онај оригиналниот впечаток и контакт што го прави со мене, да бидам она оригинална Елена како што и сум. И иако тоа навистина мојата мисија е секогаш да оставиш таков впечаток и да провоцираш колку што можеш, но не секогаш тоа треба да значи дека така се доживува една личност. Ама за да изгледа целосен пакет, не е само нелит, не е само најважно пеењето, туку треба да се изгледа одлично, да се внимава на себе, да се внимава што ќе се облече. Апсолутно тоа е тоа што не прави нас како личности, како она што сакаме да го направиме од самите себе си. И многу ми помогнало што ете и така ме доживуваат некои луѓе, бидејќи ако не било тоа така, сигурно немало до толку да бидам и забележана и сето тоа време да функционирам, бидејќи за мене сето ова е шоу бизнис и јас го доживувам како бизнис. И сега оние кои што сакаат поинако да си го извртуваат, нека име така, но секогаш професијата гледам да биде се на ниво кај мене. Пред неколку дена мојот колега Сергеј Варушлија во нашата рубрика за каде што оценуваме како изгледаат познатите, како се облечени, ти скритикува и кажа дека Елена има вишок килограми. Според тоа што го гледаме денес, ние му докажуваме на Сергеј дека нема ни В од вишок килограми. Ти пречи ли некојаш кога ќе ти скритикуваат, кога ќе кажат, не знам, Елена лошо се облекла денес или не знам, Елена има вишок килограми и нешто слично? Не, напротив, не ми пречи. Јас сакам кога луѓето критикуваат и секогаш тоа ме правело да одам на прав пат. Немам забележано што има искоментирано, но сепак јас почитувам сечие мислење и многу ми е драго што има таков впечаток, еден таков човек кој што мисли дека имам вишок. Јас многу често знам да се консултирам со мојот фитнес тренер и викам, дали Гоце Мојцовски, дали Гоце јас имам, дали сум слаба, често наидувам на такви коментари. Треба да фрлиме барем 5 килограми, треба да фрлиме маса. И викам, што значи, викам, мањак сум. И сега прв пат слушам некој да каже дека имам вишок, бидејќи и јас мислам дека сум мањак. На твојот сопруг како му се допаѓаш повеќе? Вака со овој физички изглед? Не ме гледа, не знам. Секако му се допаѓа. Да, како што не ме гледа, мислам дека и не обрнува внимание на килограмите. Ете, во последно време и двајцата сме влезени во минус, но сето тоа е навистина го причинуваат обврските кон професијата, обврските кон децата. Двајцата сме навистина ажурни родители, тоа се гледа по воспитувањето на децата и секогаш тие ни се приоритет, а потоа и мојата професија, бидејќи од тоа екзистираме. Елена, да те прашаме и на музички план, што има ново, што се случува, што ќе видиме за брзо време од тебе? Во последно време направив неколку миксови од мои понови песни, кои што следниот период планирам да ги промовирам. И една песна за онаа популација, да кажам, по-старата, која што навистина им бара песни со повесел карактер. Деновиве излезе, песната се носи наслов Крштевка и онака весела. Она што треба следно да се работи е нова песна која што планирам да се промовира пред летото, некаде месец мај, јуни, така тој период. Нешто ново, ударно, модерно, македонско. Дали да очекуваме некоја соработка? Пред скоро време имаше соработка со Борис Дали, бугарскиот многу познат бугарски пејач. Дали во блиски дни ќе може да очекуваме некоја таква соработка? Не мора да е бугарски, македонски, српски, па ете пак бугарски. Па ние работиме на дуетот на српската песна, но
се уште дуетот се работи, но не се знае со кого ќе се пее, бидејќи долго време ни треба да констатираме за кого е таа песна соодветна. Кого ќе легне најдобро. Да, со кого најдобро ќе биде изборот направен, така да не би сакала да коментирам нешто што не е остварено, ќе ве известам во блиска иднина. Елена, ти благодарам многу што беше моја денес гостинка во мојата емисија. Се гледаме повторно во некоја следна. Ви благодарам и на вас. Честа беше моја, ете да се видиме во едно поинакво светло и до следното видување ќе видиме дали ќе ставиме Сергеј нека пресуди. Сергеј нека го погледне прилогов и нека каже, нека процени дали има више килограми или нема више килограми. Сепак го почитувам. Ти благодарам. Благодарам и на вас.